Доколку денеска не се изврши наплата, следува теренска наплата, посета на домашна адреса или на работно место. Вакви СМС пораки добиваат граѓани кои зеле брз кредит, ама навремено не ја подмириле ратата. Како што велат, овие пораки под знак прашалник ја ставаат нивната безбедност, како дома, така и на работното место. Прашуваат дали од финансиските друштва, односно така наречени брзи кредити, имаат право на пораки со вакви содржини и действија како споменатите во пораката. Како да постапат граѓаните во вакви случаи, прашавме во организацијата на потрошувачи. Оттаму децидни, ако граѓаните се соочуваат со вакви настани, да пријават во полиција. Тие немаат законски основ да дојдат во домовите на граѓаните и да се закануваат и да прават притисоци. Во ваков случај точно се знае, значи во нашата постапка судска, кој е тој кој што може да дојде да прави попис на имот или да движен, недвижен и така натаму, тоа се извршителите, кои што тоа може да го направат по поднесено барање за извршување, со извршна исправа која што има печати за правосилност и извршност. Во тој случај извршителот може да избере да дојде во домот на тој што е должник и да му прави попис на имот. Се оно што е надвор од тоа нема законски основи. Доколку на граѓаните им се случуваат вакви притисоци, доаѓање во домот и претење, во тој случај тие треба да се пријават во полициската станица и они треба да преземат чекори во овој случај и да им ограничат да можат да доаѓаат до домот на самиот граѓани. Како што додаваат од организацијата на потрошувачи, граѓаните со договорот кој го потпишуваат кога земаат брз кредит, не даваат овластување дека може да му дојдат дома и да му се закануваат, па од тука и советуваат настаните да се пријават во Министерството за внатрешни работи.